е напишано прво веднаш. Тоа е во кореспонденција или заради вредноста на слободите и правата, како највисоко добро. Сега доведнаш 48 часа е поблиску од што 72 часа. Тоа е едното и укажувам уште на нешто друго. По мене, и кога известувањето не е поднесено веднаш, а не само во рок од 72 часа, треба да има образложение. Инаку, ова ќе стане редовно. Нема да се сметаат обврзани за веднаш, том има рок до 72 часа, значи тоа е простор во кој што некогаш може би и не намерно, туку затоа што има временски простор. Затоа јас во случајов штом читам веднаш, гледам решение што е најблиску до веднаш. До веднаш е поблиску 24, па 48 часа и така натаму, инаку ги разбирам вашите дилеми. Ама може би, не знам, предлагачот ако се согласува, јас мислам дека секогаш кога веднаш нема да биде доставено, треба да има образложение, за да не оставаме простор, наместо веднаш, 72 часа да биде секогаш. Значи, или 48 часа, или овде, и ако не е доставено веднаш, не ова кога известувањето не е поднесено во рок од 72 часа. Оти сега ова станува главно. Мислам дека е важно, дека предлогот е во ред. Не знам, 48 часа не е 24 часа и мислам дека со тоа ќе ги научиме да постапуваат. Иначе, согласна сум, на притворот ме подсетивте. Ама ова ми се чини друг случај. Многу важно е некогаш веднаш да се реагира, зашто е во прашање повреда на слобода и право. Знаете што сега имаме тука некои, како се вика, двојно